Добар ден, почитувани гледачи. Следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за болка во уво. Кога е безопасна, а кога е причина за итен преглед и лекарска помош. Моја гостинка и соговорничка во студиото е доктор Билјана Бундевска, специјалист за уво, нос и грло во поликлиниката Железара. Докторке, добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Ви благодарам на вам на поканата и секогаш со задоволство учествувам во вашата емисија. Докторке, болката во увото е многу чест проблем во текот на целата година, а посебно би рекол во летните месеци кога се и годишните одмори. Кои се најчестите причини поради кои пациентите доаѓаат кај вас и се жалат на болка во увото? Поубаво споменавте, болка во уво е актуелна во секој период од годината, можда летниот период позачестено, но пак ќе кажам, не можеме да го одвоиме нити во однос на годишните времења, нити во однос на возраста, затоа што многу е честа и кај децата, но знае да биде и кај возрастните. Во дел на симптоматологијата како болка, нели секогаш споменавте, нели кога е хитно, кога не е хитно, кога некого нешто боли, секогаш е тоа хитно или малку да ве боли, вас се чини дека тоа кузна колку време ве боли и не се трпи и секогаш барате лекарска помош. Со самото уво кога зборуваме можеме да го поделиме на три дела. Увото за да полесно ја разберат гледачите и да се разјасни делот, нели во делот каде настанува воспалението и што е причината за болката. Првиот дел на увото представува на надворешно уво, кој што всушност се представува ушната школка и надворешниот канал, кој што наддоле е затворен со мембрана. Тој канал е затворен со една кожна преграда према вториот дел на увото, односно средното уво, и не комуницира, нема отворена комуникација, него таа кожичка е целосна, таа велиме мембраната или ушното тапанче, која што го одвојува надворешното од средното уво. Вториот дел на увото тој дел средно уво, каде што се сместени слушните ковчиња и други дели структури кои што го пренесуваат звукот. И третиот дел на увото, кој што се наоѓа внатре веќе во главата, во черепот, тоа е внатрешното уво, каде што е центарот за слух и центарот за рамнотежа. Во кој дел настанува проблемот воспалението, симптомите се различни. Сега тука можеме да подвоиме и да споменеме дека летниот период најчесто се симптоми на воспаление на надворешното уво, ќе објасним и зошто, за разлика од другите временски периоди, зимата и есенскиот период, кога почести се воспаленијата или кај децата на средното уво. Симптоматологијата се разликува, во некои делови се поклопува, но некои се разликува, така да пациентите можат од прилика да се насочат во кој дел им е насочен проблемот и дали се тие оние главните виновници кои што си го предизвикале самиот проблем. Така, може да ги разграничиме и симптомите. Кои се симптоми карактеристични кога воспалението е на надворешното уво? Во самиот дел на надворешното уво, самиот канал, значи е сместена кожата на нели како на лицето, како на устната школка и во самиот канал е всушност кожа, го обложува со кожа која што има жлезди кои што лачат една супстанца која што се вика ушна маст, ушен восок, кој што сите знаеме, нели после бањање како жолтеникава леплива супстанца која што има заштитна функција и го штити увото од прљавштини, од инсекти, има противоспалителни, значи против вируси, бактерии, лачи одредени состојки внатре. Значи тоа е во суштина заштитна бариера, пошто каналот комуницира директно со надворешната средина. Проблемот настанува за воспаленијата најчесто на надворешното уво кога ние самите најчесто го предизвикуваме воспалението со чепкање на ушите. Користењето на чепкалките за уши кои што се популарни кај луѓето за чистење на увото треба апсолутно да бидат избегнати, затоа што со самото чепкање ние правиме ранички на каналот, на самата кожа и отвараме простор да можност за настанување на инфекција. При тоа, обидувајќи се да го изчистиме увото, ние не го чистиме, него таа ушна маст, тој ушен восок што се создава, го набиваме према длабочината, према мембраната и во еден момент можеме да го затнеме увото. И кога ќе дојде во допир најчесто со вода, таа ушна маст набабрува, како чеп го затвара увото и пациентите имаат нелагодност, односно намален слух. Сега, проблемот настанува и може да биде и уште поголем, не само да настане воспаление, него со помош на чепкалките да повредиме и мембраната да ја дупнеме, па да настане една покомплицирана состојба која што може да остави и трајни последици. Затоа велиме чепкалките апсолутно да не се употребуваат. Ако се извинувам, ако се дупне еднаш мембраната, може сама да се возобнови повторно? Може, значи може, зависи колка е пукнатината или дупчето кое што е настанато и причината ради која што е настанато.
кај децата многу често се случува ради воспаление на средното уво, подоцна ќе го објасниме механизмот, спонтано да пукне мембраната и да почне да излегува секрет надвор од увото и велат увото тече, детето има температура и болка и протекува увото, прекинува болката, но детето има воспаление на средното уво и треба да се третира со одредени типови на лекови. Кај тие пукнатини на мембрана кои што спонтано настануваат ради воспаление, 90% зараснуваат самите и не оставуваат никаква последица. Но, кај травма, односно дупче на мембраната, предизвикано од повреда, со чепкалка, со шнова, со чепкалка за заби, значи употребуваат ругат разни инструменти за чистење или чешање на ушите, тогаш може да се случи, ако е поголемо дупчето на мембраната, да остане трајно и тогаш веќе имаме еден проблем кој што е хроничен и проблем кој што ја комплицира и самата состојба кај пациентот и самото лекување. Затоа велиме чепкалките или ништо, апсолутно ништо да не се употребува за чепкање на ушите. Кои се симптомите при воспаление на средното уво? Се само кратко пред да влезам во средното, во дел на симптомите на надворешното уво ќе ја споменам болката. Болката и затнувањето на увото. Како изгледа таа болка? Па велиме болката на увото. На што укажуваат пациентите? Тоа е јака болка, значи кога се развива воспалението е јака болка и најчесто е споредуваат со болка на каменот бубрек или болка на жолчка, една од најаките болки, затоа што во принцип прво е во близина, нели, во структурите на главата, второ просторот каде што се случува воспалението е многу тесен. Да кажеме, кога настанува воспаление на надворешното уво, воспалението е лоцирано во каналот на увото, пошто тоа е во коска, каналот е коскен фактички, кога ќе почне да отекува кожата под, нели, како реакција на воспалението, тој оток притиска на нервите во самата кожа и на коската и јавува изразита болка и затнување на увото, што е уште еден карактеристичен симптом. Значи, намален слух, односно запнатост на увото и болка. Отокот може да се прошири и према ушната школка, па дури во надворешниот дел на лицето, ради резултат на воспалението отокот во самиот канал. И пак ќе кажам, и таа болка што е во надворешното уво и болката при воспаление на средното уво се болки кои што се изразито јаки и пациентите, нели, се јавуваат хитно на лекар. Кога зборувам за надворешното уво, па може и средното да се спомене, затнатоста или намалениот слух, зуењето во ушите може да се едни од првичните симптоми пред да почне болката, кога пациентот, нели, ги занемарува како такви, не превзема ништо и потоа како се развива воспалението, оди прогредиетно со појава на болка, појава на гнојав може да има секрет, појава на загуба на слух, покачена температура, значи не типични симптоми кои што се карактеристични за воспалението. Сега, што е разликата меѓу воспалението на надворешното, да речам, и средното, зашто ги разликуваме тие две посебно, да речам, воспаленија? Рековме, воспаление на надворешното уво представува воспаление на ушната школка и на каналот до самата мембрана. Значи, тука процесот значи оток на кожата во каналот, оток на ушната школка и симптомите се лоцирани точно во тој дел. Кога зборуваме за воспаление на средното уво, велиме воспалението е сместено позади мембраната во внатрешноста, тоа е една коскена кутија, замислете, во која што се сместени слушните ковчиња и коскена кутија која што од сите страни е затворена само со еден канал, има еден отвор кој што е поврзана со носот. Значи, увото и носот се поврзани преку тој канал кој што се вика Еустахиева туба. Ви се случило да патувате со авион или да одите на планина, кога ќе ви се затне, нели, увото, дуваме во носот, за да го отвориме тој канал и да можеме да го изедначиме притисокот, надворешниот притисок и притисокот во средното уво, пошто таа, реков, е една коскена кутија. Сега, потребно е нормално да функционира носот, да има комуникација нормална меѓу увото и носот, за да имаме здраво средно уво, а следствено на тоа и внатрешно уво. Ако дојде до блокирање на тој канал, затворање на тој канал, дали е тоа воспалителен процес во носот, дали е трет крајни кај децата, дали се полипи кај одредени здравствени состојби, значи тој канал да е затворен, тогаш настанува проблем во таа коскена кутија во средното уво. Зошто? Затоа што таа фактички како собава да не можете да ја вентилирате, со одредено време ќе почне да појавува некој непријатен мирис. Истото се случува и во тоа средно уво, тоа во таа коскена кутија каде што се создава секрет, кој што секрет нема каде да излезе, освен, нели, кој што излегува преку каналот, се собира во коскената кутија и тоа се случува најчесто кај децата. И поради тоа што количината на секрет рукава прави притисок над зидовите, се јавува болката, се јавува затнатост и намалениот слух и во еден момент едниот зид е мембраната према каналот, во еден момент доаѓа до пукање на мембраната, затоа што каналот што го поврзува носот и увото не функционира,
затворен е, пука мембраната и секретот излегува према надворешното уво. Значи, воспаленијата на средното уво исто се преклопува дел со симптомите на надворешното, само што тука нема да го имаме отокот во каналот, кој ќе се пипне пациентот или отокот на ушната школка, него ќе имаме болка, ќе имаме затнатост и ќе имаме намален слух. Ако го видиме секретот да излезе во канал, веднаш знаеме нели дека настанала пукање на мембраната, излегување на секретот и дел олеснување на симптомите. Доколку не се случи тоа, знае да биде посериозно и тоа воспаление да премине према внатрешните структури. Ако не излезе надвор, ако не изреагираме со терапија, ако не успее да се отвори каналот што го поврзува увото и носот, или ако не пукне мембраната, може да дојде до комплицирање на состојбата пренос на инфекцијата према внатрешни структури на глава и на мозок, што не е така безнаследна состојба. Так. Во меѓувреме, кога се работи во воспаление на средното уво, пациентите предпоставувам чувствуваат како вода да имаат, и мачнина, поради секретот. Значи во почетокот, кога ќе почувствуваат како затнатост и чувство на вода, па многу пати ќе дојдат во ординација, кажат кога ја мрдам главата како да имам вода во увото. Значи тоа е секретот што се собира и одма е знак дека во суштина имаме проблем да тој секрет не излезе према носот, него се задржува во средното уво. Значи имаме проблем со комуникацијата нос-уво. Така. Сега, тоа се почетните симптоми пред настанување на воспалението. Тој го видимо на серозен отит, каде што не е настанато воспаление се уште, но се собира секретот. Ако изреагираме во почетокот со одредена терапија, тогаш можеме да го спречиме настанокот на воспалението и многу брзо да го решиме процесот. Ако не изреагираме на време, пациентот не се јави на лекар, не добие соодветен третман, тогаш оди кон тоа да се јави воспаление, затоа што тој секрет веќе ако оставите вода во чашата по неколку дена, таа ќе замириса, значи тој секрет почнува да јавува воспалителен процес. И тука влегуваат физиолошките механизми на воспалението и се комплицира кој може да доведе до состојба. сериозни компликации на внатрешното уво, како што рековте, ќе ги споменеме подоцна во текот на разговорот, да дадеме предност на прашањата од нашите гледачи. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Сакам да питам за поздрав за вас и докторката и сакам да питам нешто. Јас имам 63 години. Само ќе како дете сум паднала од комбајн да го појача тонот, се извинувам. Почна ми буча левото уше, нон-стоп ми бучи. И сега почесто ме фаќа вертиго. Порано ме фаќаше, ама поретка. Сега почесто ме фаќа вертиго, многу тешко. И сега што да правам со това вертиго, што да примам? Да, левото уво. Терпим тут ми дават, ама тешко, как се завртам на левото, ставам со окто да погледна това страшно се врте, право како тако секундарно, право низ главата. И се терам помош да тако да станам, не можам сама да станам. Ќе добиете совети и препораки и насоки како да продолжите понатаму во третманот. Секој е добро, господјо, слушајте ги советите од доктор Бундевска. Одлично прашање, се надоврза на моментот на воспаленијата веќе на внатрешното уво, проблем со внатрешното уво. Тоа е третиот дел на увото, каде што рековме се сместува центарот за рамнотежа и органот за слух. Тоа е веќе во главата и оттаму продолжуваат веќе патиштата нервни према мозокот за пренесување на звукот и на координацијата во просторот. Оно што го кажа пациентката како проблем е најчесто проблем со тоа внатрешно уво. Таму се наоѓа најчесто лоциране проблемот. Треба да се испити да се провери центарот за рамнотежа, значи тоа внатрешно уво, кое што се состои од полжавче, во кое што има течност и одредени кристалчиња, ги велиме тие, кои што ако се нарушат во движењето, ги размрдуваат клетките, како четка клетки има на самото полжавче на површината и предизвикуваат симптоми на вртоглавица. Значи, просто кажано, ова што го кажа пациентката вертиго, тоа е вртоглавица во суштина, чувство на нестабилност, вртење, буткање, значи чувство како да газите по облаци, нестабилност при одењето. И тука прво што треба да се види е центарот за рамнотежа, односно внатрешното уво. Може да биде поврзано и со зуењето, затоа што тука поминува, нели, тука е сместен и органот за слух, од тука почнува нервот, да се види каде во суштина лоциран проблемот во внатрешните структури на главата. Значи добро е да се јави во аудиолошкиот центар за да се испита тој дел, не знам дали е од Скопје или од другите градови, не е битно. Матичниот лекар ќе упати во аудиолошки центар, каде што се испитуваат, прават испитувања за центарот за рамнотежа, но да напоменам дека вертигото, вртоглавицата
најчесто изуењето на ушите се симптоми, кои што може да докажуваат и на други здравствени состојби. Така да, тука треба да се консултира и офталмолог, односно очен лекар, за тоа што и видот учествува во рамнотежата, да се консултира невролог, затоа што мозокот е директно поврзан, значи еден мултидисциплинарен пристап. Оваа да се открие причината. Да се открие причината. И сега, трикот каде лежи? Кај најголем број од пациентите може и нема да откриеме некаква органска причина и болест, а симптомите ќе ги имаат. Значи, пак ќе кажам, мултидисциплинарно да се прават повеќе испитувања, доколку се открие причината, да се делува на причината. Така, доколку не, тогаш со одредена симптоматска терапија се смируваат тегобите. Така е. Доколку имаме и следен гледач, добар ден во програма, сте повелете. Добар ден. Поздрав до вас и до докторката. Поздрав. Имам едно прашање. Исто така се случува со ќерка ми, она има жолта слуз од ушите. Бевме на ушно и ни дадоа 3% хидроген. Дали е штетен нешто за увото или не е штетен хидрогенот за да ги прочистува ушите? Така. Во ред, да, дали има некаква диагноза на лекарот? Докторот само ни даде 3% хидроген за да чисти, вика добри се ушите, само хидрогенот ни го даде за прочистување на слузот. Така, во ред, ќе добиете конкретен одговор на конкретното прашање за 3% хидроген. 3% хидроген како таков не е воопшто обосен, го користиме за чистење на рани, на отворени рани, значи баш апсолутно прави прочистувања, прави да се отстрани вишокот на сето она што треба да се исчисти од раната или од увото, да речеме. Но само едно ќе кажам, вика жолтеникав секрет во увото. Да, жолтата ушната маст или ушниот восок и жолтеникав по боја може да варира од светла па до темно кафена боја, значи разлика има, но мора да се направи пред да се исклучи дали се работи за ушна маст, тој нормален восок што постои во каналот, или се работи за воспалителен секрет кој што е настанат поради некакво воспаление, кој што бара сосема друг третман. Значи, може да биде воспаление на средното уво што го спомена, може да биде воспаление на ушниот канал, може да биде бактериско, може да биде габично воспаление. И тие процеси исто така предизвикуваат создавање на секрет. Значи, доколку е направен преглед и е констатирано дека се работи за ушна маст, апсолутно не е проблем да се стави 3% хидроген во увото за да се направи малку прочистување и олеснување на слухот. Но сепак прво консултација со доктор за да се види што е причината. Да, никако на своја рака, дури 3% хидроген ако станува збор без консултација. Па не знаеме, ако се работи за воспаление, тогаш третманот сосема друг. Така, ќе вклучим уште неколку гледачи. Добар ден во програма, сте повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Дали имаме гледачи на линија? Јас сум на линија, меѓутоа не знам дали ме слушате. Да, ве слушаме, повелете, сега ве слушаме. Една благодарност до докторката. Се работи за сопругата, беше кај нејзе на преглед, многу голема благодарност. По нејзино укажување, сопругата ја упати на клиника и го врати слухот. Сопругата беше, значи не слушаше уопште, благодарение на докторката, и се врати слухот. Меѓутоа не потполно, па би сакал да замолам докторката дали може повторно да дојде сопругата кај нејзе на преглед. Во ред, да, секако ќе ви одговори на прашањето, да докторката работи во, знаете, предпоставувам, бидејќи сте биле во поликлиниката Железара, да сменска работа, да. Секако, нели, ги закажуваме и контролите, ги бараме пациенти да додат на контроли кога се работи за некакво заболување и ние го следиме текот на заболувањето, тоа е идејата да добиеме позитивен ефект. Тоа што се вратил слухот ме радува и комплетното враќање на слухот никој не можеме да знаеме дали ќе се случи и дали е можно или не е можно, зашто има една состојба која што се јавува, се вика акутно намалување или нагло намалување на слухот и најчесто не можеме да откриеме причина за таква работа. Може да се направат сите испитувања да не се открие ништо, а пациентот да го загуби слухот. Така да секако контролите би препорачала да се направат и да се следи, затоа што не значи дека состојбата е завршена. Јас вака ќе речам, некогаш лекот е 5 пари,
Многу малку треба за да се подобри некој состојба, а многу често работите не зависат од нас, зависат од многу други фактори, меѓу кои што и од самиот пациент. Така е. Неговата одговорност и желата да се помогне. Значи препорачливо е да дојдат на контрола секако. Вака друго е кога ќе се види, направи преглед. Така е, да видите и што сработиле и колегите ваши од терциерното. Нели, колегијална тимска работа, каде што едни без други не можеме. Така е. Доколку имаме и следен гледач, добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете со прашањето. Дали јас сум во програма? Да, вие сте наред, господјо, повелете. Добар ден. Добар ден. Така, сакам да ве поздравам и малку нестално добро искуство и малку и необично искуство сакам да споделам. Бев кај докторката и со приоритетен упат. Слушнав дека добра е докторката и се обратив во поликлиника Железара. Така. И кај со приоритетен упат чекав подолго време на крај на сите со закажани термини. И дојдов на ред, ме прашува што е, реков, многу ме чешаат ушите. Викам, не знам навистина што да правам, кажете ми што да направам. Ми рече, сестрата, па изчешај си ги ушите. Викам, јас ги чешам, ама ова необична работа е, викам, не, затоа дојдов на ушни доктор. И таа ми рече, добро, еве кај докторката ќе те прими. Чекав, дури не сакаше при крај на работно време и беше, не сакаше да ме прими, али бев трпелива, ја молев за да ме прими, да види што е работата. И она ме одесе да ме прегледа слухот, како ми е, се тоа, вика, добри ти се ушите. А тоа чешањето, ја мислам, логично, тоа е дека има нешто што ме чеша, тоа невообичајно е. Да, а меѓутоа, ако покажале апаратите и аудиолошкиот... И добра си и пријатно. Готов. Значи, јас... Во ред, да, сега, да, ќе ви појасни докторката и јас ќе ви појаснам приоритетниот упат во здравствениот систем наш не значи дека веднаш штом ќе стапнете во здравствена установа ќе бидете прегледани. Тоа значи дека имате приоритетен упат за да во текот на неделата да може да добиете во една седмица здравствена услуга. Исто така, значи, приоритетниот упат функционира на начин што ќе бидат прегледани сите пациенти кои имаат термин тој ден и доколку остане време и простор во смената, ќе бидете прегледани, а може да се случи некои од докторите да немаат време, иако имате приоритетен упат и да не ве прегледаат. Во овој случај сте добиле преглед, да, ако покажуваат инструментите за слух, дека се е во ред. Само сакам да се надополнам. Системот на мој термин е одличен за да може секој да го планира времето и да добие услугата онака како што треба најквалитетно. Сега проблемот е што веројатно не се ни упатени пациентите, не ги кривам пациентите да се упатат, дека во суштина направен е систем каде што има место во градот, не е во принцип каде сакаш, него системот е каде има слободно место и доколку се случи да нема место во наредните 7 дени, доколку се состојбата е таква да захтева хитност и така натака се има правила по кои што се дава приоритетниот упат. Кај нас е проблемот што голем да се злоупотребува, морам да кажам, а не е коректно према другите пациенти кои што чекаат термин и по 10-15 дена, значи да некој нели преку реци добие затоа што сега во моментот сакал да го изврши прегледот. Нити го измислив јас, нас ни дале правила по кои што треба да работиме, ние само ги почитуваме правилата. Апсолутно. Во делот на чешање на ушите се јавува како проблем и тоа знаем многу често да се јави. Кој ќе го прегледате пациентот, немате вака, во принцип целата состојба е нормална, но причините за чешањето, поготово кај жените, може да бидат хормонални отсувост на кожата, може да биде реакција на фарби, на шампони, на купки, кој што не се суши кожата, повеќе пука па чеша, значи не е секогаш резултат на одредена болест. Самото уво, рековме, лачи ушна маст, ушен восок кој што го влажни увото, значи не дозволува да кожата се суши. Доколку кај пациентот има посува кожа, може таа ушна маст да не се лачи, значи да е многу намалена количината и да се јавува посува кожа. Како што се јавува сува кожа по телото па чеша, истото се јавува чешање на ушите. И најчесто советот во принцип ако се
исклучено дека е во ред, е да се става или крема било која или да се става одредени спречиња кои што ќе навлажнуваат површината на каналчето за да нема чешање. Затоа се важни тие аудиолошки испитувања за да се види исклучи дали за слухот. Позади тоа апсолутно. Не велам дека некогаш може да постои знак на некакво сивоспаление, не мора да е тоа бактериско следено со болка или пак некаква алергиска реакција, но пак ќе кажам, се прави прегледот, се констатира состојбата и најчесто кога ќе ви вела рече дека не е ништо во типот, значи немате некаква сериозна болест која што захтева лекување, човек треба да е пресреќен кога излезе од ординација. Така е. Ќе вклучиме уште еден гледач или гледачка. Добар ден во програма, сте повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Јас сум 79 годишна пациентка, која што пред една година во сон во 4 сат добив јака болка, одма тука кај увото доле, кај што се става биѓушката тој дел, тука ме заболе и веднаш станав. И се спремав за во 7 сат да одам на клиника во Мајка Тереза, на стоматолог, а не можев да отварам долната вилица, да си ги измијам забите, толку ме болеше. Дојдов на стоматолог, стоматологот ми направи панорама, рече ништо не е, ме прати на максило ме снима на еден апарат, вака ме вртеат со вртење десно-лево и докторот рече дека е зглобот. И ништо понатака, ни лек, ни ништо, ништо јас не гризам, не секој кршам лепчето и од тогаш до сега скоро, некогаш и не, имам болка на тој дел и не знам што да правам, али не е така како првата болка што не можев да издржам, али секој сабај у 2, у 3 се будам во спиење, а спијам само на десна страна. А десната ве боли? Не. Не, на левата. Десна спијам, зашто заради срцето на десна, а на лева никогаш не спија, а ме боли под левото уво. Так, овој дел каде што се става обетката, предпоставувам, кажавте дека е болката. Това со прст кај увото и на тој дел вика зглобот е и ништо друго. Рече кога ќе те фати болка, во било кое време, значи дење ноќе, да дојдам. Али таква страшна болка немам и не сум отишла. А што е тоа, дали некој, да не се некои жлезди, плювачни, болни или не знам, јас тоа докторот ми вика зглобот е. А на апаратот не покажа, не можа да установа диагноза што ме вртеа на максило. Така. Во ред ќе добиете и совети од доктор Бундевска. Секој е добро, господјо? Да, убаво кажа пациентката, се јавила на максилофацијална хирургија и кажа дека проблемот е во зглобот. Многу често се преклопуваме во таа диагноза, зашто кај пациентите болката во зглобот рефлектира према увото или грлото, па е препознаваат како болка во уво или болка во грло, во всушност потекнува од зглобот. Може да се случи во спиење, сигурно објасниле, пациенти има кои што стегаат со вилицата, крцкаат со забите, па нели страда зглобот на вилицата, или пак ако има џвакање на храната на една страна, оптеретување, неправилно изместување, исчешување во моментот на зглобот. Што ме констатирано дека е проблемот со зглобот, колегите од Максило ќе дадат нели соодветни вежби или соодветен совет како да се постапува, и таа состојба во принцип ја третираат тие. Ке речам, досадна состојба, не е некој сериозен проблем кој што животно го загрозува пациентот, но го нарушува квалитетот на живот. Да, мачнина, тапа, болка, некоја, да. Се решава, нели, стоматолозите, доколку се јавува тоа стегање на вилиците, бруксизам или крцкање со забите, се става одреден силиконски уметок, ама да не навлегувам во нивната таа проблематика. Што ме проблемот во зглобот, консултацијата на Максило и со стоматологот е најсоодветниот третман кој што пациентката може да го добие. Така. Да се вратиме на нашата денешна тема, ќе да проговориме за акутните болки во увото. Во лето многумина се капиме во базени, реки, езера, мориња. Зошто тогаш почесто се јавува болка во увото? Болка во увото, кој што знае да го прекине одморот, па пациентите да го прекинат одморот и од странство да се вратат директно во амбулантите, затоа што стварно е тоа нешто што е јако и неиздржливо малте.
Прво и основно, штом се јави болка во увото, било кај возрастен или дете, ве молам земете аналгетик, поготово кај децата. Ги носат во амбулантата без да му дадат аналгетика, детето го боли уво. Мислам, соодветно смирете ја болката која и да е причината. Затоа што при прегледот друга ќе биде комуникацијата со детето доколку нема болка. Зошто летниот период? Затоа што пак ќе кажам, ние сме тие кои што најчесто го предизвикуваме тоа. Кога ќе се бањаме, ќе ни влезе вода во увото. Влегува песок, влегува нели прљавштини и што правиме? Кога ќе ни се затне увото, почнуваме нели сакајќи да извадиме водата со прстот или правиме притисок за да може водата излезе, пошто непријатно чувство на затнатост ни создава. Ама ситните песокчиња кои што се собираат во каналот од море, од базен, прљавштини, кога го чешаме увото прават гребнатини. И многу лесно, пошто загадена е средината или надворешна средина, кога ќе навлезат во тие пукнатини, тие прљавштини, настанува проблем со каналот, односно воспаление на надворешното уво. Како совет во принцип за на одмор е, пак ќе кажам, чепкање, чепкалки никако, чешење на ушите со прсти или со други предмети не, но користење, еве најпросто кажано, едни парафински капки, парафинско улје, најобично парафинско улје повремено во ушите или во вид на спрејчиња го има кога ќе одите на одмор, пред да одите на плажа на неколку дена, слободно може да се аплицира во ушите. Како превенција. Како превенција, која што во суштина ќе создаде една масна база, масна подлога, која што нема да дозволи да се задржува водата. Па и кога ќе се бањате, кога излезете самата вода, ќе истече од ушните каналчиња. Во принцип, потреба за тампони и такви работи, доколку нема дупчена мембрана, некој воштетување поголемо, нема потреба. Значи самото уво си се заштитува, само немојте вие да бидете тие кои што ќе го предизвикате. Парафинска маса? Парафинско улје. Да, парафин во аптеките се купува неутрално улје, тоа кое што се капнува неколку пати. Пред да се замине на плаша, слободно или во форма на спрејче или да речам се капнува, па се стои со памуча малце се задржува да се формира масна облога или се прска од тие мрсни спрејчиња што се соодветни. И го дават правецот на излегување на. Да, и во суштина кога ќе влезе водата или прљавштин или песок, самата таа излегува не се задржува и во тој случај немате имате проблем со затнување, па и воспаление. Така, како правилно да го исушиме увото после капење, докторке? Доволно е пребришување, значи само со пешкир, палома, било што се пребришува каналчето, се пребришува ушната школка и потребно не е ништо повеќе. Користењето на овие спрееви, како што ви кажав, кои што маслени спрејчиња за уши, за чистење, и во секојдневието на неколку дена ќе овозможат да нели таа ушна маст самата се отфрла од увото, затоа што и самото уво има механизам на чистење. Самото тоа си ја отфрла ушната маса, само ние со тоа што употребуваме стапчиња ја набиваме према внатре, го менуваме правецот и таа се собира. Така да доволно е пациентот кога ќе се избањаме, кога ќе се избањаме, само ги пребришуваме на влезот ушните каналчиња, ушните школки, сосема е доволно. Да, и на неколку наврати споменавте дека чепкалките, односно стапчињата се треба да бидеме предпазливи. Воопшто да не ги користиме. Во принцип, кога ќе видите вие на самата кутија или само школката надворешна, да. На самата кутија од стапчињата никаде не пишува дека тоа се стапчиња за чистење на уши, освен во нашиот превод. Значи пишува памучи стапчиња, се користат за друга примена, но за чепкање уши не. Се случува да пациентите или при чепкањето на себе или на децата да падне памучето, да остане пластичното стапче и многу лесно да се направи повреда, па и со памуче да се направи повреда, поготово некај малите деца. Ама чепкам на влезот, ни на крајот. Вие не знаете колку е длабок каналот, не знаете кај може да одите, но мало невнимание може да стапчето да направи повреда. Значи таа повреда мембраната како што објаснивте. Ако остане дупчето на мембраната, тогаш имаме еден проблем. И тоа проблем кој што ќе го наруши квалитетот на живот. Тоа уво секогаш треба да биде заштитено од влага. Пациентот не смее да оди да го топи, да ја топи главата во вода, да не смее да оди на базен на море да влегува со главата под вода, затоа што тоа предизвикува навлегување на нечистотија и предизвикува чести воспаленија повторувачки на средното и внатрешното уво, па може да дојде до состојба за интервенција оперативна. Затоа велам, не е нималку состојба која што треба да се запостави и да не се обрне внимание. Подобро заштитите се да не дојде до оштетување на мембраната, него отколку потоа нели да го третираме како проблем. Во очео поради страшна болка, многумина и во домашни услови, посебно во ноќните часови, посегнуваат по разни домашни лекови, да ги наречеме. Што не треба ништо воопшто да ставаме во увото ако имаме болка? Значи, јас сега ќе речам. Што може дополнително да ја искомплицира состојбата? Она што вие треба да го направите во акутната состојба, во почетокот на болката кога се јавува, доволно е земете аналгетик, смирете ја болката. Ништо немате потреба да ставате во увото, затоа што некогаш
Болката е причината од воспаление, да речам габично, кое што не се третира со антибиотски капки или со антибиотик. Самиот антибиотик ја влошува воспалението, го влошува. Или пак се работи за друга состојба која што не трпи одредени капки. Одредени капки не смеа да се аплицираат доколку имаме дупче на мембраната. Затоа најдобро е ние сите кога ќе не фати болка во без разлика што јас сум ушен лекар, се додека колега некој не ми го провери ото, не можам не може сама да се видите, да. Доволно е да се земе аналгетик и после тоа да се дочека или утрото или вечерта да се поиде на лекар, травматичниот лекар кој ќе одреди за што станува збор или ќе го упати пациентот понатаму. Грешката се прави што се трпи болката без аналгетик, а се аплицираат секакви, капки кои што ќе бидат понудени во аптека на своја рака, кои што можда ни ја закомплицираат состојбата. Никако, значи јас ќе речам подобро не ставајте ништо, земете само апче за болка или сирупче, дајте му на детето за болка и упатете се на лекар за да видат од што е причината за болката. Така, на самиот крај од емисијата, ваш совет за безбедно лето и здраво уво? Безбедно лето и здраво уво, уживајте во летото, значи само апсолутно пак ќе речам чепкалки никако ни други инструменти, дрвциња, чачкалици, шноли, се што употребуваат луѓето, повремена употреба на парафинското улје, во дел на чистење и парафинските спрејчиња, се сосема доволно и пребришување на каналчето на увото после капење, со пешкир или со палома. Тоа е сосема доволно нешто што може да го направите. Ви благодарам за одвоеното време, ви посакувам и вам убаво лето и се гледаме повторно во некое наредно издание на Добриот доктор. Ви благодарам и на вас за поканата во секое време. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!